Спремни ли сте да почнеме? Ајде, добар ден или добро вечер, пошто навечер се емитува емисијава. Битолчаните дојде у Скопје. Конечно се издоговоривме да Конечно се издоговоривме, да. Кумбата го знаете, сите многу добро го познаете човекот. Од каде те познаваат, брат, кажи? Од каде? Да, Најверојатно од Солза и Смеја. да, од Солзи Смеја и Дуле. И Дуле исто беше дел од Солза и Смеја и сега со нашата емисија брчиме со Дуле, која работиме заедно со Кумбата. Тачно, како сте пред се да ве прашам, како сте, добри ли сте, како патувавте до Скопје, дали се беше добро? Па напнато беше попат многу тешки муабети, имаше кавги, викање со Мими, со Јоцо, со Кумбата се расправавме. Нешто ама ни помина брзо и со кавга побрзо врви цела работа. И Арношо седнавме првен едно кафе да пиеме во местенцето многу ме бендиса. Да се освестиме Да малце. се освестиме малце. Не беа кавги, беа креативни дискусии. Така да, во право си. Креативно. Не беа кавги. Зашо конкретно зборувавте? На висок тон. Зашо конкретно? За Меѓучовечките односи. меѓучовечки односи, организација, како треба. Знаеш, сите сме експерти за се, така? Да, цела Сите Македонија, сме мислам, експерти за се, мора да се кажи. и секој има право на мислење и јавно да кажеме, и секој Па затоа се запустивме. Ово интернетот за сите кој стигна да е достапен. И ја се клавам во истите. Така дојде работата. Ајде да почнеме од почеток. Од кога се занимавате, и за двајцата една прашање, од кога се занимавате, брат, со ова, со јавнава професија и како иде? Ајде Кумбе. Па јавна професија. Јас, брат, почнав во Солза и Смеја на 17 години и тогаш немавме уште почнато со снимање, да речам, на скечоите, немаше YouTube и така натаму, но бевме доста активни во театар. Значи со театарски представи, можам да кажам дека Солза и Смеја тогаш беше на многу добар глас и цело време театарските сали беа полни. Ако ти се пуштавам. И? Ако не може. И беше супер, да речам, нашите генерации, значи ние продававме карти на врсниците, да речам, на нашите генерации, салата беше секогаш полна. Да. И 2009 година решивме да почнеме со скечеви. скечеви, да. Јас веќе бев студент тука на ФДУ, на катедрата за филмска и ТВ монтажа и баш почна да ме влечи да го работам тоа, нешто што веќе го учам и што ме интересира. И така да почнавме тогаш соработка со Тера телевизија. А почна да го работиш тоа со љубов, брат, или? Со љубов, Мислам, да. Ама од љубов ништо немаш некој бенефит од љубов ако го работиш? Точно. Кога си млад имаш. Кога Кога си ќе млад си- е друго, да. Кога уште од дома ти даваат по некој денар и Да, такви ствари. да. Па да, абе и да не ти дава денар, некој ти ги плаќа сметките, храната и Да. така натаму. Така да сите пари што ги заработвавме ни беа, брат, за да За ги вас. пиеме по кафичи, кафани, по локали и така натаму. Тачно. Немавте И никој да, обавези за да, домашни да. да плаќате. А ти, Дуле? Јас во Солза и Смеја почнав 2010 година. И па не знам, некои 4-5 години бев активен. Ама од секогаш ми беше желба и замисла да имам свое катче, кај што емисија да ја наречиме, кај што ќе можам да викам луѓе и да разговараме општо за секојдневните проблеми што ги имаме, пречки, да промовираме нешто позитивно, да промовираме наши успеси, спортисти, уметност од било кој Да се освестат луѓе во малце. да работиме на будење на свеста. Свеста, Од тачно. секогаш ми беше желба и еве дури на 38 години успеав Ти да Ама си исполнам. Тоа е нешто. некој вид на late night show, како што се у Америка, како што се прави. Не ја замислував како late night show, едноставно емисија кај што имаме гости и познати и непознати, Аха. или помалку познати било како, кои што имат да споделат некоја приказна и Што вреди. Со таа приказна што вреди да влијаеме на будење на свеста, зависи во кој Да, дел, во да кој речеме, правец. гостинот. После првава сезона, од која изработивме, завршивме со снимање. Со Кумбата заедно ја Со Кумбата работи. заедно и Кико да си го поздравиме со зезалица. Сватив дека луѓето не баш сакат да гледат
нешто квалитетно, нешто што може да му поможи, нешто Нешто не што знам. можат да научат од тоа. Нешто за нови вредности, Да. или да се вратат изгубените вредности, да му И презентираш. наједноставно да му дајме простор на луѓето што не сакат сами да се пофалат, а имат многу да кажат. Многу Да, кажат. Доста му даваме простор на идиотите да плукат, да вреѓат по коментари, да пишат статуси недолични и така натаму. Секој го има пристап до тоа сега моментално. Да, тоа е малце Па тој пристап што го имаме да го искористиме на еден многу попозитивен начин. Да, оти ние работевме комедија, јас на пример и Кумбата исто. Солза и смеа се работеше комедија. Ние сите луѓе што сме оттаму, што сме и било како приватно, сме сите, како да ти кажам, позитивни. Па не, да. тоа ја можам да го потврдам затоа што ве знам како Ете, сте. така. На пример денес кога дојдовме ми започна позитивно Позитивно, денот и многу точно. многу ми убаво и не сакам да снимаме, сакам цел ден и све да не Точно, заврши точно. само. Затоа што позитивната енергија е многу битна за ти да имаш еден добар ден, да ти помини денот убо и да имаш Ветер стресови в нервози плејки, бе, да. и ветер в плејки. Јас кога ќе станам на Сабајле, си ја пуштам Бисер Балкански. Таа песна мене позитива ми дава, не знам, ми е омилена. И после си тргнувам в денот, ми е поинтересен и со луѓето околу мене и како што стареме почнавме да ги бираме луѓето. Тачно. Не намерно, туку Знаеш, самото иди едноставно. Знаеш како викаат, како оние кога растеш, скапаните ушки сами си паѓаат. Точно, знаеш. точно. Аби види, тебе не те чини ништо да му даеш на некој една насмевка од Сабајле. Да го Така е. зезаш за нешто, па макар и на своја сметка да се зезам, да те насмеам. Јас не знам ти со што се бориш денес во денот и никој не знаеме кој Да, каква секој си се борба бори, има. секој си Ама има- таа една насмевка може да му смени многу во целокупното расположение на човек во денот или пак во животот. Така е. Види, Знаеш, е- некој човек некој што ќе ме види колку си ти Позитивен, позитивен, насмеан, I don't give a fuck person, што викаат са младите и така натаму. И јас се борам со 300 работи во Точно. текот на денот и во животот, ама тоа не значи дека морам да го сватам толку тажно животот, затоа што така си правиш само полошо да си Полошо, биде, да. точно. А мислите ли дека може, например, еве денес од денешниот свет да се извади некоја позитива со оглед на тоа луѓето какви се, што се, зашо се и се што прават? Може Мислам, бомба. дали е тешко, дали е лесно? Ја почнав со позитива да биде се, ама кога ги согледуваш реално работите и случувањата што се дешаваат секој ден. Дали не ти знам, дошло, ете, ти дошло да речиш не можам сега, сакам да одморам месец, два, немам инспирација, немам позитивна енергија околу мене. Дали ти дошло? ми дошло да го фрлам Ете, телефонов така, и да идам у планина и никој да не ме Ете. Па слуша тоа и го да не правам ме јас. гледа. Јас тоа го правам многу често. Одам во планина, кампувам, некогаш и по една недела и оттаму работам, да ти кажам. Да. Си работам. А од друга страна, имаш своја публика, ти имаш твоја, ние имаме наша, Да. било како. И сакаш за таа твоја публика, колку и да е на број, и да е, јас велам и да имам 100 гледачи, и да имам 100.000, јас сакам за тие гледачи, што можеме ние, нашето, да им го направиш. да им го направиш денот убав. Јас го гледам то по сторињата, јас си објавувам често сториња на Сабајле, тресам глупости, не правам ништо. Да, Знаеш шо? И добивам коментари од луѓе што не ги познавам, од луѓе што ги познавам. како Супер, ми го направи позитива. денот, чекам пак направи И нешто. автоматски тоа ти дава еден мотив ти да го продолжиш нештото, затоа што најтешко е да насмеш човек. Денес Најтешко е, поготово да. е најтешко. И ако А го вие- имаш ти тоа во тебе, зошто да не го правиш? А вие со солзи смеа сте го правеле тоа. Да. Мислам, на тоа е базирано Да, солзи да, смеа. брат. Па и уште го правиме, а иако дете не сме веќе во солза и смеа, А- духот си продолжи. Ние бевме такви луѓе само собрани во вистинското место На вистинско време. време и се погоди. Да. Ама после тоа нели се разидовте Да. и, Да, и да. сега вие си имате нешто као ваше помел, Да, Помело ТВ е што мислам на што се А- базира, како функционира тоа? Кумба да. Па брат, са Помело ТВ е фактички каналот што беше Солза и смеа, го преиначивме во Помело ТВ со цел да направиме една дигитална платформа кај што секој сака да се може да се представи и да каже нешто што е добро. До сега сме имале состаноци интервјуа со доста контент креатори, али никој не е изјавил желба да продолжи затоа што Захтевно е. е захтевно, Е, бараме захтевно. малце да има квалитет, во смисла на
А вие правите да е пристојно барем технички и Редовно. за гледање убаво за око и за слух. доволно, ние не бараме, ни нашата емисија не е совршена, ние се бориме со опрема, Секој со ден. се крше Да. емисијата, во поглед на технички. Се трудиме, ама да не му смета ништо на гледач, На за да не е од рака снима, да трчаш и Да. пуштеното. А напорно снима. ли е тоа, бе? Јас не очекував искрено, ама да, напорно е. И то напорно е затоа што ние со кумбата работиме редовна работа, 8 сати, Да, 9 не- сати. Зависи кој Не сте како. фриленсери да имате слободно време цело време. И напредокот не ни е на посакувано ниво од тие причини, затоа што немаме време. И Кико исто што ни е дел од екипата си работи друга работа. И се надеваме дека идејата за Помело е да биде, како што каже Кумбата, една дигитална платформа кај што ние, па не знам, ајде да речеме Глеј ТВ. Да има да има Содржина. контент за деца, да има некој што ќе го прави, што сака да се емитува, да има контент, не знам, од спорт, од исхрана, што и да е. Таа ни е идејата, меѓутоа можностите и финансиски и временски се ограничени, ама работиме на тоа. Полека, не се брзаме нигде, кој сум чекал до 38 години, можам да чекам и до Точно. 48. Точно. Трпение, полека, Спасение, спасение, спасение. и мило ми е што имаме вака соработка со луѓе како тебе и ние сме секогаш отворени за соработка и тоа го потенцираме во нашите емисии. Сакаме да промовираме, да помагаме, настани. Па да се поддржуваме, ја мислам Точно. дека тоа е нешто најдобро што можеме да го направиме. Ама гледам дека во задње време и сите инфлуенсери све се свестуваат малце Да. и гледам дека на добро им оди размислување. Па види брат, многу беа посветени на стигнување на некакви си бројки да, цело време, све у views, бројки, све у likes, прегледи, тоа. колку имам сабскрајбери и многу дел од да речам од инфлуенсерите се свестија прво колку негативни луѓе имат собрано во тие сабскрајбери, лајкувачи и така натаму и многу, ако не сите зборат јавно, многу доживеале брейкдаун онака со од притисокот што ти го гради тие бројки што ти се трудиш да ги создаваш. Тоа не е лесно. Убо рече Дуле, поарно да имаш 1000 искрени, отколку 10.000 што те чекат да ме простиш да прдниш настрана и одма да те пишат и да... Не сите тие Знаеш, да. фанови ти се фанови. Точно, него точно, некои точно, чекаат, точно. те пратат затоа што не те сакаат, чекаат да сгрешиш Да. у било кој момент. Да те линчуваат после по интернет. Јас вака викам, сите во државата се суди, само во судоите немаме суди. Да, Чекаме ете битола, чекаме сите, имаме по некој предмет нешто, чекаме судија да се појави да ги земи документите и да се почни, ама сите останати се суди сегде. Не, немаме правда од држава. Мислам дека тоа ни е многу, не знам, некоја Тоа е разочарувачки. лоша тема, разочарувачки. Разочарувачки. Затоа што како што рече ти преги, имаме пристап сите до интернет и кој треба и кој не треба и секакви размислувања и мислења. Јас имам многу хејте. Оти ние знаеме да направиме и некогаш со Кумбата Намерно. некој рил, некој рил малце безобразен да биде или не знам како. Јас онакви гнасни навреди не можам да верувам зошто јас бев хејтер порано, еве признавам дека бев хејтер кога бев помлад. Ја исто сум бил така. И сватив дека некој ми рече, застани, размисли убо, дали сакаш да хејташ. Наместо да хејташ ми рече, создавај. Точно. И јас почнав да. во друг правец да размислувам. И сега некои луѓе што сум ги хејтал, сватив дека погрешка сум ги хејтал. Да, дека Не е тоа јас што сум го замислувал во глава. Оти која е поентата? Со среќа да се кердосате. Ајде. Која е поентата да напишиш погнасен коментар од колку што е гнасно видеото, ме сваќаш? Значи ти прво ништо не си скритикувал позитивно, само си докажал, ако ова ми е гнасно, јас можам да видите се уште погнасен да бидам. И нема то поента, нема цел. Не, мислам има такви луѓе. Ќе се навратиме на тема, прво сам кога сме кај свадба, сега ја видов, ми кажа имам информација дека си ја запросил жена ти, ама да не кажам, јас сакам да кажеш ти како било запросувањето. Да, ја запросив во Хераклеја на представа. Која представа, да? Беше зет за Кристина, Аха. а жена ми се вика Кристина, да си ја поздравам жена ми. Голем Поздрав. поздрав срце мое. И реков, пошто бевме долги години љубовници, Аха. или ќе ја запросам на представа, или
ќе останеме дечко и девојка цел живот. И се договоривме сите, цела екипа, ми поможија. На Хераклеја организиравме да ја запросам после представата и сите знаеа, мислам дека и публика и сите што беа дојдени, кјутеа, затоа не можам да се изначудам како додржаа луѓето да не кажат. А она не знаеше Жена ништо. ми не. и родителите нејзини не знаеа. Сите сте биле вие. Да, и заврши представата и имаме уште едно запросување, тогаш Саше рече и да слези Кристина на сцената И тука настапив јас. Ми беше задача да е на скала да скала наместам. намести. Аха, Да, таква затоа што знаеш молерска, за да- амфитеатарот е... И не се качи Е тој висок. со прстено, ја чекаше неја да слези долу. Да. Значи ти си имал доста добра улога у целата. Нормално, Да, можеше сите- да патни сите по бевме скали. вклучени, да. Сите тука да одиме на Костозглобна или било како, ама успеав. А сакаше ли на јавност? Таја сето тоа, не, или не сака сакаш? јавно такви работи, не е многу мераклија за такви работи, ама беше интересно кога дојде на сцената и кажав што кажав таму и на крај викам дали ќе се омажиш за ваков шизик и таа вака За седеше. ваков шизик е многу јак збор, да Да. знаеш. И вака седеше и само рече д. И јас му викам речи два погласно да те слушни публиката и па само вака направи и цела публика. Уаа, музика се пушти тука организирано беше музика да. да има снимаја, сите тие работи беше организирано. И едно А, преубаво чувство беше цела публика, ако ме верваш, слезе како одбор за пречек бевме ние и сите Да, честитаја и честитаја. врвеа на Па сцената. ти си можел тука одма свадба да направиш. Директ тука, требаше, да, ќе се да, куртулев. да. Да, и трошоци и се. Не се замараш. И беше едно преубаво искуство, ден денес си ги чувам и снимки и слики од нештото, знам и тера, тогаш го покри да речам настанот. А не сум романтичен тип. Ама тоа реков ќе го направам или Значи така ти или било никако. желба, ти било Ми беше убаво, желба, да. убаво на душата. Еми са 8 години, 6 години тогаш како беше бевме љубовници, јас кај неа, таа кај мене и сега ќе си играме, А, да, и- дојди, ајде реков таму. Или джа или бу. Или- Абе види са тоа малку и притисок е. Ја притисна за да не може не да рече пред толку луѓе да не го Да. брука. Маријанчо да е здрав и жив, тоаш ми рече муце не се секира, ако речи не ќе истепаме. Добро, мацко, готово, ќе истепаме. Добар совет ти дал. Да. А кумбата, ќе те прашам сега да ми ја кажеш, сакам вака нешто како за вас се го прашав Дуле сега за тебе за приказната со ладата. Знам дека си возел некоја лада порано, Да. а си имал некоја поврзаност, некоја љубов со нејзе. Со Пошто ладата. цело време си бил со нејзе, така ми кажа. Па не, Си не. имал некоја анекдота да кажам? Анекдоти нешто имам дека ти доста, се брат. десило нешто? Јас па не, имав една многу стара искршена лада. Аха. Не знам како ја купи татко ми, кај му беа очите, ама на неја се учев да возам искрено. Аха, Јас- тоа било одамна? Па да, одамна. Значи уште немам возачка и така знаев од време на време да ја подукрадам и да ја возам низ улички. И имам зад себе две успешни собраќајки со неја. Успешно. Да, се фрли во една провалија, па ме влечеа со трактор, со... Ама среќа, здрав, жив, прав. Да, така? да. Што се И деси? јас и сите со мене. Не си бил сам? Не бев сам, лошов ја фатив кривината, Аха. на потесен пат селски. И Што мислиш у тој момент дека си као Па, Аиртон Сена или? ништо не мислев, тука е проблемот, да мислев ке закочев или не знам. И ме фрли од пат и така летна во една провалија. Секунда фалеше да се забиеме во едно дрво на патот. Во моментот додека летавме, јас не знам, валјда адреналин, знаеш, Кој те избегна пумпа. дрво? Да, сите вриштеа во колата, јас се смеев онака хистерично, и рипа вака на колата за да ја навалам, ја навалив и така го мотнавме дрвото и тоа беше она секундата среќа. Што сте И- гутнале? Да, на никој не му го посакувам тоа и од тогаш и прекинав да ја возам и да Да ја крадам и да ја пустим, возам. Цела предница беше здробена, вака да речам, колата од караван беше направена фичо. И ја вратив, ја паркирав се на паркинг, са бајлето татко ми блед крпа ми вика ти не си нормален бе, абе, кај ја возеше колата бе, кај ја удри, не бе, викам не е нигде удрена. Абе, кај ја удри колата, а са бајле во 6 сатот ја паркиравме кај Мими во дворот и ја миев, као да не се познава. Пошто беше цела изгребена, искршена и као ја маскирав малку, ја нашминкав и ја вратив.
А викам, нигде не е удрена колата, може и на рикверс малку сум ја подчукнал негде. И стариот вика, бе, кај си ја подчукнал како мечки да те имат нападнато, ми вика, цела е лом гревена. И да, од Ама тогаш... имаш афинитет ти за соколи. Софичето ако снимавме патот до кенгурите на рикверс си удри едно ступче убо бетонско. Да. Си сакаш И така да сватив дека не ме подчукнуваш. бива за возење и од тогаш ете Се и до ден денес. пензионираше? Не, немам положено се уште, ги ја извозив нема. цела автошкола и не ојдов да Вистина? полагам. Да, немаш, епа, немаш 15 мера. години поминаја, уште немам возачка, али планирам ова година да положам конечно, пошто стварно ми е са многу потребно. Не можеш Да. да положиш затоа што испитен центар немаме Немаме. моментално. Тука е проблемот, кога ќе сака што ќе кумбата требаш? нешто, а судбината работи обратно. А ќе требаш да доаѓаш у Скопје саш да кажеш? Не, да треба кола? чекаме испитен центар. Замисли, нема кај да полагат луѓето за кола. Не Битола. работи, нема Нема лиценца. ни во нема. Битола. Прилеп ни... Нема ни во Прилеп, нема ни во Ресен одат во Охрид. А знаете кај сме сега моментално? Искрено не ми текнува. Драчево. Драчево? Драчево. Да, направивме еден добар круг. Мислам дека. Кажи ми, пошто сте од Битола, разликата Битола Скопје, пошто имате и двајцата живееме туку во Скопје. Кои се маните, кои се предностите и на двата градови? Кој Ајде ќе нека почни Дуле. Јас ко седев в Скопје ми беше убо аз првен кој идов да студирам првата година, не ќе искрено јас многу Скопје, ама пак како што кажав прега, ние судиме пред да разбериме што е и како е вистина Да. нештото. И пред да го запознаеме човек. Да, и како што вреше времето, јас си го засакав Скопје затоа што ми беше убаво да спекна тоа што не ме бараше никој, не ме сакаше никој, во смисла, ти знаеш како беше Битола? Нонстоп некој те бара за на кафе. Ајбе на Да, кафе, да. ај на кафе, ај в кафана, ај на кафе, и почна тоа да ми смета мене. А во Скопје се дружевме и со луѓе од сите градови, се дружевме и со скопјани секако. И имавме еден поинаков начин на дружба, од типот што не бевме секој ден по кафина и по кафани, туку се дружевме и во станови, кај што седевме, се дружевме и во локални малски забави, кафичи, што мене тоа многу ме бендисва. Студентски автори. Разликата во Скопје и Битола е што кај нас се е на широк сокак, а Скопје аеродром е град во град за мене, така да седевме, сега За пиевме мен кафе. држава, беше- држава, се Да. знаеш. Да. И таа една разлика што во Битола, на пример, за 10 минути ќе стигнеш сегде. 10-15 минути кај сакаш ќе стигнеш, а Скопје... А сега, као што и се раскопани улиците, можеш да стигнеш до? Ба не баш, Па не баш, не. Не ама... се 10-20 некаде. Да, попара се улиците направени, се копа, се работи, не знам. Се ќе надевам видиме, дека ќе видиме. биде средено се. Дај Господи. Си има реченица за тоа, ќути барем се работи. И ми е мило што го почувствував духот на Скопје. И Скопје има свој дух, не можеме да збораме за инет. Битола си има свој дух, Скопје си имаше свој дух. Си автентичен пост. Точно. Понекогаш. Своја приказна, свој дух, своја историја и мило ми беше што имав можност да живеам и да работам, затоа што јас и работев в Скопје. Имаш ли предрасуди, брат, као, јас тај од тој провинцијалец, не се дружиме со него? Да ти кажам искрено, не. Немаше? Јас не почувствував на моја кожа, затоа што јас сум човек што се дружи со сите. Може- Јас не гледам на луѓето така. Така си се поставил, да. Да. Тоа е и до типот И- на до- луѓе. Кога точно. си студент се дружиш со студенти Да. од други градови и со студенти скопјани што Да, одлучиле да одат на студент. Некој како провинцијалец може да ти речи скопјанец што не ни се запишал на факултет, Да. пример, си го Или некој локал патриот што е Да. пенса, еш. да, а са и во Битола имаме И- такви. Има Да, сегде секаде има ги така. има. Ама зошто да го негираш реалното? Јас не Точно, разбирам. точно. И баш треба да се треба да се Мислам, дружиме, ние треба да македонците треба да се дружиме, да се држиме, сплотиме да. малце, треба оти ние да Ние скарани сме некако. поделени на секаков можен начин, да. Точно. И никој со никој не се сака заради некој сега. Точно. Тоа е многу. тоа е Дури многу брат и апсурдно. навивачи ќе бидат пример сите чхембари или сите комити и внатре ќе се поделени на северна и на Да, јужна или на- трибина. да, Значи мен- се делиме откако постоиме, не знам. Да, многу ама има чуден- една чуден. добра работа. Имаше случај во Битола на еден член од шкембарите, мисла му се запали куќата или така нешто беше.
знам тогаш дека и комитите поможија. Да, И обратно Не, имаше сега некој во случај. последно на вистина многу добра соработка имат и двете групи. Значи тоа во ривалство мора да има, не може да нема Не, ривалство. нормално И е. тепачки ќе има и секи има, ама Само кој ќе дојде, македонци сме, дајте да се поштуваме, да се Точно. поддржуваме меѓу себе, да се хејтаме, брат. се хејтаме. Гледаш сами одека се хејтаме. Мене ми е мило што ти си еден приземен човек што ги гледа и ги разбира работите и сакаш со сите да направиш муваве, и сите ти работи потребни се повеќе луѓе. Со сите, ама што се луѓе, што се Точно. човеци. Точно, Да, точно. Пошто има многу луѓе, ама ретко кој е човек. брат. Точно. И така гледам, и затоа сакам да се дружам стварно со вас. Па да ни дојдеш Со Битола, А ќе да, се дојдов еднаш, знаеш изнадружиме. дека Не ти бев не тогаш беше јас, да. тука, Кај ама се ќе погоди дојдам тогаш? сега, да. Не, сега летово ќе си дојдеш, ќе си направиме Ќе ливада, дојдам, нешто. пак скара, може нешто ово, така но. лабаво да биде. А Кумбат, кажи ми твое искуство? Моje искуство за Скопје, јас брат искрено кога дојдов како студент тука, мислам дека не се уште не бев спремен да живеам во толку голем град и сам. Ама и тогаш беше она да речам бум на Солза и Смеја со видеа и со се. Те И препознаваа луѓе? Да, за жал да. И пуста желба да бидам со колегите, со екипата на проби сето тоа. Многу губев и од дружбата и од работата. И така некако го хейтав Скопје само заради тоа што Не си со- ме оттргне од Битола на еден начин. За после да сватам дека уствари сум живеел Скопје во најубајот период од Да. Скопје, кога се беше зелено, беше многу почисто, кога Кога немаше зград, гужви, луѓето беа лабави по улици, никој не свиреше, никој не пцуеше и така натаму. Никој не беше нервозен. Да, така да сега пред 2 години се вратив да живеам тука во Скопје, да му дадам втора шанса како пораснат сега, како возрасен и се разочарав од тоа во што е Скопје моментално претворен и се вратив во Битола. Да, мислам дека- Жално, за некои работи да, значи во смисла на како потрошувач имаш се што и да купиш, ни еден дел да биде за принтерот или за колата, го чекаме За од Скопје по карго и така натаму. Тука можеш да најдеш се што ти треба во смисла на потрошувач, ама на квалитетен начин за живот не. Што викаме се заебаваме, имате аеродром, ние го немаме, имате аеродром воздухопловен, ама немате воздух. Да. Знаеш, да, и тука јас тоа го сватив, пошто сум астматичар, секое излегвање надвор од преку прагот во Скопје, живеев кај Скопјанка, јас се давев, брат, се гушев. Да, разбирам. Ја, не е Битола толку сјајно, ама е многу подобро. Во смисла на 10-15 минути имаме планина што е 2000 и нешто метри. Битола, самата Битола е на 700-750 метри надморска висина. И цела таа смок магла барем оди надолу во Пелагонија, знаеш, не застанува кај застанува нас. кај вас. И тоа А е тука некако градот се гуши од се. градот се И гуши од од луѓе. премногу луѓе, од Луѓе. премногу коли, брат. Премногу од коли. се. И тоа е, мислам, нека еден од поголемите проблеми на Македонија, што се централизира тука. И сега вие доволно имате проблем со пренаселеност и така натаму, а и сите ние што треба да завршиме работа во амбасада, во Клиника. министерство, Да. во клиника, мора да дојдеме со кола тука и тоа е голем терет за Да. Скопје. И тоа Цело ги- Тетово, цело Куманово и цел Велес работи во Скопје. Тоа ги празни другите градови, Точно, наместо да ги точно, развиваме и другите градови. Не да само што ги бидеме. празни, туку и го оптеретува градот. Што ако Министерството за шумарство е во Велес? Да, Само тоа министерство, така? Да. Како што овие што работат во министерството од Велес, му плаќаат патни трошоци во Скопје, ќе му плаќаат на скопјаните додат во Велес. Да. Многу ќе се растерети. Сите земјоделци што имаат работа ќе одат во Да, Велес. барем е тука Многу негде држави го имаат центар. тоа така решено, да. Реално, ама гледам дека и у Белград, рецимо, луѓе, мислам у Србија, идат у Белград да живеат. Точно, Сега точно. и тоа Да, е точно, не знам, Ама ваѓа знаеш дека зошто? поголем град поише можности за Можности. работи, Е, за така, такви да, ствари. Тоа е точно и што вика Кумбата, што и Аби да ти треба отпусти нешто. менталитет, брат. Во малите места сите се знаеме меѓу себе и сите се оговараме и на луѓето му е преку глава од такви работи. Ке си речи, ќе дојдам тука, ќе бидам никој ништо, анонимус во Скопје и брат, ќе живеам. Тачно, да. Реално. И од кај си од Скопје, мислам, ја дури не ни сакам да, ја викам дека сум од аеродром, јас сум аеродромец, Па само можеш аеродромец, така комотно да Па викаш. види, сега последно тек тук пратам на некакви Facebook страни, знаеш, барам стан, изнајмувам. Сите битолчани барат, брат, во аеродром. Во аеродром? Луѓе што се селат тука, пошто најмногу некако не потсеќа на Битола. Па да, начинот на најурбано живот. и
највише зеленило мислам Да, дека е уште имам ова, исто мајрот. Се уште дурно На кај Карпаш не сум ошол долго време, на кај Карпаш 1, 2, 3 како се тие, не знам како е сега таму. И вие имате Карпаш обително. Ние имаме Да. Карпаш, да, јас имам живеено во Карпаш. Тоа е добро. Само не имаме Карпаш 1 и 1,5. И до згради до 12-ка. Карпаш 7-ка, 6-ка. Кажете ми, ајде да се вратиме малце на социјални мрежи. Дали се осеќате вие како инфлуенсери? Боже мој, не. Не, И што за вас е инфлуенсери? Дали овие што се декларираат како инфлуенсери го Мислам дека- користат на прав само начин? заради тоа не сакам да се Пошто, например, сега и категоризирам како пејачи инфлуенсер. и ова, сите имаат, знаеш, социјални мрежи и заработуваат од тоа. И се на некој начин инфлуенсери, мислам, така... Да. Самиот збор инфлуенс, значи влијание, треба Да. да влијаеш на одредена група на луѓе. Подобро би се нарекол, ако веќе користиме современа методологија, контент креатор, дека креирам некаков контент, а то дали утицавам или не како инфлуенсер, дали имам влијание врз луѓето, не ми е битно и не треба да ми е. Да, Знаеш, моето е да го искреирам јас. Зошто би сакал, тоа е пак болест за власт, брат, за обично За внимание, за внимание да, имат проблем луѓе што за имат внимание. проблем луѓе што биле никој ништо и наеднаш, знаеш, ова му е шанса да сега да јас се истакне, да, каже децата нешто. мене ќе ме сликат, ќе ме тетовират на рацете или не знам што. Нема потреба, брат. Ти направи си го тоа за што сакаш да го креираш. Нивно е тоа дали ќе одат по твоите Да стапки или оценат, не. да. Јас би се нарекол ентертејнер, забавувач. Точно. Да, креатор. Инфлуенсер не се осеќам во никој случај инфлуенсер затоа што не продуцирам нешто што не знам. Има инфлуенсери, не знам, цел ден наочари рекламираат парфеми. Тие и за мене тие се инфлуенсери, не знам. И еден вид на реклама, ме разбираш. Сега наочарите немојте вака криви да ги носите, треба право да ги носите, па по еден месец модата е криво треба да ги носите. Тие нешто као инфлуенсират. Јас не се пронаоѓам во тоа нешто за сега барем. А купуваат ли луѓе во тоа што или мислам треба да ти верува некој за Да, брат, ама од купиш друга нешто? страна тоа е многу ризично. Пошто ти како инфлуенсер, ако ги спомниме, не знаеш ти што рекламираш. Ти можеш да речеш ова е дечки најдобро затоа што си зел пари за тоа. Да. Ама утре други ден може и на некои тешки компликации да му се напрат на лице и на обично зборам за креми и такви ствари. Затоа што некои дечиња те поверувале тебе, знаеш, и тоа е голема одговорност носи тоа ако веќе имаш влијание врз публиката. Знаеш, Бомба, каква е работата? Еве, самиот си сведок. Има многу луѓе кои што снимат, многу луѓе кои што емитуват, сите со својата идеја и она вистинското што треба да излези и да биде гледано и да се нотира од луѓето, го снемва, се претопва во глупоста што се прави секојдневно. Зашто сега имаш клип од некој со психички проблеми, кој што се снима самиот, има TikTok профил, и тоа видео ќе го видиш на TikTok има 700.000 прегледи. Ти вадиш, не знам, некој рил вадиш како што си работиш твојата работа со поука, со не знам со што, и тој рил не може не те земам конкретно. Не, па така е, една споредба. Не можеш ти 700.000 да извадиш гледаност. Сега некој да се соблече голо, има 10 милиони. Да. Еј, ки ти же леле, овој колку беше будал, леле колку е смешен, човек не ми е смешен мене. Ама тоа добро има у една песна Слаткар напишано, сега лесно е да дојдеш до внимание, тешко е да дојдеш до влијание. Да. Тоа е многу точно. Да. Стварно е така, веќе секој сака да биде инфлуенсер тука кај нас, мислам. И зависи кој за што се активира. Многу луѓе се активираат и за пари. Да, се зема од спонзори, од YouTube, така беше со економистите на времето, па со програмерите, нели се има пари, па тоа брокери едно време така. Тие се некои фази, некои процеси, брзи пари сакаат луѓето. И ова е еден процес кој што ќе заврши. Нема да има толку преплавеност. Не, па природна селекција мислам, да, и ќе си останат тие што стварно вредат и прават. Јас не велам дека ние кузне што правиме. Не правиме кузне што сега во моментот тоа што го правиме толку можеме, толку правиме. Но е битно да си природен, да не го правиш тоа фейк, да не изгледа тоа фейкерски ефтен, да не биде да им продаш нешто што ти не го правиш. Точно, и што не го чувствуваш. Живот, да. Например, не знам, јас еве да не бидам грешно сватен, не би сакал ако дојде ден да рекламирам брзи кредити или кладил. Некам да бидам грешно сватен. Тоа по мое убедување. Не, ја рекламирав, сум рекламирал пред
5-6 години, ама се извинив јавно дека стварно Да? да, Не сум се знал. извинив и од тогаш ништо, ни казино, ни ова. Добро брат, Сега грепки сепак, рекламирам, ама грепки не ја мислам дека не сватил ми се грешката пред се, што Да, е и- како Како имаш можам да им некакво наштепам влијание, на тоа е добра луѓето, поука да. на крајот од Да. денот. Никој не е безгрешен, Ама сите како што правиме кажа грешки. тој преге, ти Точно. треба да го чувствуваш тоа што го рекламираш, треба да се сложваш со Да. нештото, да го одобриш Јас или не можам да да го речам, поддржиш. земете си брз кредит, кога јас не би зел, Никогаш. познавајќи ги условите, состојбата во државата, пример. Ја тогаш почнував и не знаев, ај ово, ај парите нели те лажат. Фала Богу, брат, И, бе. ама после од кога чекај малце застани шо речи, ти зимаш, не зимаш, зашо на луѓе да им даш? И јавно се извинив, тоа имаше Така е, тука збораме за Еволуција. влијание. признал А ако е некој грешка. актер, пример, јас како актер, ако ми платат да ги рекламирам, помалку ќе ми тежи на душата, помалку грев ќе осеќам, Да, пошто јас сум си- платен да изглумам да таму изглумиш, јако. човек што е среќен со кредитот. Да, Тоа е веќе улога, тоа е лик, Така. карактер. Ама ако си ти инфлуенсер и ти како Бомбакис го потврдуваш тоа, тогаш Да. веќе збораме за влијание, грешно влијание. За така тоа, натаму. за тоа сега прво гледам, ако мене ми се свиѓа верувам производот, тоа го рекламирам, ако не имам Ти многу види рајат одбиено. душата и совеста, Точно. ќе си рајат. Пошто И знам тоа ако е- земеш, јас го користам тоа и сум го пробал и окей. Што велиш направив грешка, се извинав. Тоа е природно, еволуираш. Значи почнуваш ти, ние почнавме емисија, да ја видиш првата емисија и последната, има разлика по квалитет. Да. Ние еволуираме сега. Првата сезона е експериментална, гледаш што сме грешиле, за која емисија Да, ама- грешиме. И се поправаш, се поправаш, се Гре, поправаш. се греши брат и тоа така треба да биде за да Да. стигнеш некој ниво. И едно да извини признаеш не дека боли си- многу, Да, точно така. така е. Боли многу, така функционира. Сите сгрешиле, брат, еден куп водители, јавни фаци на времето кога телевизијата беше, да речам, стварно Единствен медиум. бум, да, и да. Ма така се учи, од грешките се Точно, учи и точно. се гради карактер. Ај еве вака као за последно прашање, пошто знам нели снимате вие емисијата, дали не ве прашав кога ми кажувте дали повише поминува блуд и неморал и зашто тоа го сакаат луѓето, а сите викаат дека еј само глупости има, нема нешто поучно, нема нешто добро, нема. Зашо е тоа така? Ај кумба прво ти кажи, па јас. Тоа е, брат, доста интересно, има психолошка позадина. Тоа е многу психолошки. Знаеш, како ќе не можам јас нешто слободно да кажам од страв, срам, да не бидам нападнат и сето тоа, јас сакам да го гледам и да напишам или да го искоментирам како очекувам мене да ми коментират. Тоа е стравот нивни. Значи, ако јас не знам, имам OnlyFans страна, не дај Боже да имам и да ме видите гол. Не дај Боже, јас те видам Не сега дај брзо. Боже, тој ме виде полугол и уште се. Уште имам трауми, јас не. Значи, ако јас имам OnlyFans страна, ме свеѓаш, Да. јас немам проблем со тоа, нема да имам срам и така натаму, јас тоа го промовирам. Ама ако ти имаш срам да го направиш тоа, а сакаш или сакаш да гледаш такви работи, одма ќе ни напишеш види го овај ненормалниот, на што изгледа, ама направил OnlyFans. Затоа што тие прво пример не се среќни или задоволни од нивното тело, а би сакале да го прават тоа, ама не знам, се срамат, се плашат, дека ќе бидат шиканирани, нападнати, обвинети и така натаму. Тука лежи, мислам, дека Зајако. зајако, да, Да. точно. Јас мислам дека ние како луѓе, како човечка раса, прво што не привлеква е баш такви некои сеири, некои жути штампи, Туѓа несреќа. туѓа несреќа, несреќа, тоа е. да се не знам, тоа е некоја човечка особина која сите имаме во цел свет, не дека тука сме ние на Балканот такви. Ние збораме многу работи, велиме само во Македонија, не се само во Македонија. Не, секаде. Има сегде има такви луѓе. Мислам и дека како што кажав преге, преплавеноста од таквиот контент тебе те маргинализира. Да. Тука мислам дека е проблемот и затоа велам убое да се дружиме, да соработваме луѓе како ти, како ние, Снеже што не Да. поддржва, Да. многу голема благодарност и сите други со кои што сме работеле. Таа преплавеност од одвратен контент ние да пробаме Да на А преоладе. некој така, начин. а така работи Да, алгоритмот, а алгоритмот е создаден за пари. Да. И сега пак идиме тука до муабетот, дали ова го правиш за пари
Или го правиш за нешто За општо добро. општо добро или Општо нешто добро. што знаеш и умееш да го покажеш. Се надевам дека ќе ги избациме овие блуд и неморал приказни што се шират, брат, и дека ќе преовладее ова што го збориме ние, дека на подобро да отидеме, да изградиме едно подобро општество. Мислам, јас сум за тоа како и вие што сте и нека се по природен пат нека се селектира тоа што е добро. Точно. И луѓето ќе препознаат на крај што Точно. И не мора секогаш да сме најдобри, нема. Тачно, и не можеме да бидеме најдобри. И не го знаеме. И не сме ни совршени, ни скаливото. перфектни, така. Точно. Момци, фала ви, веќе 40 минути траеме. Браво. Во интерес на времето би сакал да ве поздравам тука, ама да не си заминувате. Нека снима ова, Нека затоа што снима. имам, ја ги заборев поклоните у Гепек. Ама сега ќе ви ги Да, ова ќе извадам. сечиш, ќе монтираш. Да, ќе сечам. Се надевам нема да извади тука са некој пушкометралес од Ќе запалам за да има само ова да ми се Климата. лади камерчето, да, тоа е добра тактика што сум ја направил. И доаѓам одма за брз. Нема проблем, ние тука сме врзани сме кај ќе одиме. Леле, почнавме со клими сега. За двајцата Леле, од ти мојот благодариме. консерт Алфи Техноцентар, ова ви е ценовка Голем поздрав до Алфи. за овоши, ако си правите Да, джусови од правиме, Фабиго, да, Да, имате и јас клуб не сум многу картичка за по попусти. джусови, туку ги си правам за микс со жестоко. Па може и тоа, да, све може. Јас на жена ми да му Фала. правам за крвта и е слаба општо од секогаш, па Таман. сега да почнам да... Браво. Сакам јас да ти се заблагодарам што не викна. Сакам да ти посакам многу успех и во следната сезона. Фала ти. Да соработваме, да се дружиме и знаеш дека секогаш си добре дојден. Кај нас и втора сезона да почнеме може и со тебе првата емисија. Може, битова ми е И мене фуре, втор брату, дом. не му се давај. Да. Знам, потешко е во главен град, многу, вие сте колку 6 или 7 битоли, и во Да, површина, и во, значи, во луѓе, во популација. Многу е потешко да си поуспешен во поголемо место, за нас е многу полесно. Ама не се предаваме, нема Точно не е во предавање. никој случај. Кога ние сме стигнали од Битола да не гледат во Скопје, Тачно, може и И- мене да ме гледат у битва. Па те да, гледам. да. И Фала. општо со сегде во светот. Фала и уште еднаш. Кумба, Фала ти фала ти тебе. Дуле. И многу добра вожња имавме. Се надевам супер си поминавте. Топ. Ако имате нешто, позај камера ќе ми кажете, не ми Да, кажете. да. Се гледаме ние у друга емисија. Чао, Чао. чао. Чао, чао.